Денеска сум на средба со граѓаните на Охрид и Охридско, после полог временски период, и доаѓам во еден исклучително интересен временски период кога не очекуваат веќе следната недела неколку битни решенија за иднината на Македонија. Пред се мислам на одлуката на меѓународната заедница во однос на еднострано договорениот датум за избори на 24 април. Знаете, тоа следи по неуставната одлука да се распушти собранието, тоа да продолжи да работи, и ако тоа се ефектуира, практично на 24 февруари ние ќе имаме распуштено собрание и одиме кон еднострано закажани избори. Денеска низ разговорите со граѓаните се обидувам да појаснам неколку битни точки и еден став. Ставот е дека Македонија не смее да си дозволи луксус, ни случајно не смее да си дозволи луксус да има еднострано закажани избори на 24 април. Не затоа што е тоа нечи кејф, интерес, страв, било што, туку затоа што не се обезбедени елементарните предуслови за фер и демократски избори. Само 2-3 збора околу ова последно. Прво, минатиот август, според договорот од Пржино, требаше да биде договорена нормативната рамка за реформа на медиумите. Значи, законската рамка за медиумите, не практична имплементација. До овој момент тоа е далеку од договор. Практично 7-8 месеци потоа ние немаме нормативна рамка, ставовите се прилично далеку на сите на преговарачите, а очигледно е дека европските стандарди во таа област ги поддржува само една од 4 партии учеснички во преговорите. Избирачкиот список не е почнат со пречистување, а требаше да биде таа процедура завршена до овој момент ако го следиме Пржино. По сите проценки без 2 до 3 месеци интензивна работа со претходно оформена методологија, таа работа не може да се заврши. И последно, не и најбитно, една од клучните институции на Пржинскиот договор, специјалното јавно обвинителство, е со месеци наназад обструирано во својата работа и сатанизирано низ медиумите такви какви што предмалку ги опишавме дека се. Значи, тие луѓе тамо немаат елементарни услови за работа, нема и претходно, а сега, изминатиот период, се дополнително присилени да се справуваат со кривични пријави, кои, замислете, оние кои го кршеле законот им го поднесуваат на луѓето кои работат во СЈО. Накусо, иако има и многу други работи да се набројуваат, накусо клучните столбови на Пржинскиот договор не се имплементирани и поради тоа би било не само луксус, туку би било опасно за Република Македонија да оди на избори на 24 април со цел да се направи кејфот на два политички лидери, на две политички партии од актуелната влада, кои и така, тоа е ноторно познато, месеци и години уназад ја злоупотребуваат власта која има добиено на фалсификувани избори практично од 2011 до денеска. Конечно, мислам дека е фер ако некој прави фери демократски избори, ако некој сака да имаме фери демократски избори, учесниците на тие избори да имаат минимум услови за рамноправен третман и настап на тие избори. Ако се оди на овие избори на 24 април по секоја цена, јас ви тврдам дека битката нема да биде рамноправна, политичката битка нема да биде рамноправна, затоа што ќе имаме во изборната процедура влезени политички партии, коалиции, евентуално независни кандидати и едно злосторничко здружение. Чесно е сите да бидат политички субјекти зад кои не се надвиснати вакви сериозни обвинувања за злоупотреби именно во избирачкиот процес. Како додаток на ова претходново, ако е точна информацијата дека минимум тројца актуелни членови на сегашната државна изборна комисија се под сериозни обвиненија од специјалното јавно обвинителство, како можеме да се надеваме на кредибилен изборен процес ако тие луѓе, именно токму тие луѓе, као една третина од ДИК, се под обвинени, а треба да ги организираат изборите на 24. Значи, многу работи во Македонија не се расчистени и предпоставка е дека одлуката на меѓународните институции која ќе се заснова на проценките кои ќе ги направат домашните институции пред се Државната изборна комисија, ќе одат во таа насока дека е подобро да расчистиме некои работи, отколку да правиме избори заради избори. Ние такви избори имавме и во изминативе години и видовме на кое дереже дојде Македонија. Благодарам.